Кратки најави за денешните настани. Увозот на работници од странство се покажа како неуспешен. Дојдоа и заминаа за Европа. Животот не трпи тендери, беше истакнато на научниот симпозиум за ретки болести во Охрид по повод 10-годишниот активизам на Гордана Лолеска. Гостите од Турција и во август најбројни во земјава. Нови повисоки цени на горивата, соопшти регулаторната комисија за енергетика. НАТО започна двонеделна воена вежба за нуклеарно одвраќање. Ќе учествуваат 2000 војници. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 21 степен Целзиусов. Во вторник над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината со појава на локална облачност. Во западните и југозападните предели, како и на Пиринејскиот полуостров и источноевропската низина, ќе превладува умерено облачно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 26 степени. Во Македонија во вторник по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат од 3 до 11 степени, во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и топло време. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро и температура од 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура во Охрид утре ќе достигне до 19 степени. Во среда во Охрид ќе превладува сончево и топло време со дневна температура до 21 степен. Во четврток умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне и навечер нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во петок во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. А на Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Останува најголем дефицит на кадар во угостителскиот сектор. Увозот на работници од странство се покажа како неуспешен. Дојдоа и заминаа за Европа. Потребна е стратегија и финансиска поддршка за задржување на младите во туризмот. Нема решение за недостигот на кадар во угостителството. Увозот на работници се покажа како неуспешен. Дел од странците од Непал, Индија и Пакистан ја напуштија земјава. Заминаа за европските земји. Мора да се изнајде начин како да се задржат младите во овој сектор. Потребна е стратегија и финансиска поддршка. Да не продуцираме нешто за некој друг да го гледа фајдето, тука да останат, тука да ја трасираат својата иднина, но за тоа треба и трет фактор, а тоа се работодавачите. Да направиме атмосфера тие идни генерации да се чувствуваат лагодно во својата кожа. Нема успешна туристичка приказна ако има недостиг на стручен кадар. Балканската кулинарска легенда Стево Карапанџа вели недостигот на персонал може да доведе до затворање на угостителски објекти. Најчешće се дешава да многи ресторани Најчесто се случува голем број ресторани да стават клуч на врата поради недостиг на кадар. Тоа сум го слушнал и сум го видел и кај нас во Хрватска, каде доаѓаат голем број работници од Македонија, но поради недостиг на кадар се случува ресторани да се затвараат. Денес угостителските струки се ценети во светот. Мастер шефовите ги повикаа македонските студенти да градат кариера во својата земја. И порука е, остајте у својој. Мојата порака е останете во својата земја. Сакајте ја вашата татковина. Македонија ве образува и ја чините оваа земја скапо. Останете тука како и ние во нашите земји. Студентите на факултетот за туризам имаа можност да учат од светски гастрономски великани, но и да се мотивираат својата иднина да ја градат во македонското угостителство. Тежок и долг е патот на семејствата во потрага по диагноза на ретко заболување и до добивање на соодветна терапија. Државата нема воспоставено систем за испраќање биолошки материјали во лаборатории во странство, а проблем е и брзото добивање терапија при ургентна состојба на некој пациент.
Ова беше истакнато на научниот симпозиум во Охрид, организиран по повод 10-годишниот активизам на Гордана Лолеска, председателка на Сдруженијето Ретко е да си редок. Диагностицирањето на ретка болест е најтрнливиот пат кој го минуваат семејствата. Активистката за правата на лицата со ретки болести и председателка на Сдруженијето Ретко е да си редок Гордана Лолеска вели дека нејзиното патешествие до диагноза за нејзиниот син траело цели 14 години. Навременото диагностицирање на ретките болести некогаш значи и живот, истакна таа на меѓународниот симпозиум за ретки болести кој се одржа во Охрид, а по повод 10 години од нејзиниот активизам. За овие 10 години од мојот активизам се направи многу. Направивме национална кампања, ги запознаваме ретките болести, во кој што опишавме 300 различни ретки диагнози на македонски и на албански јазик. Се издадоа ретки поштински марки, успеавме да споиме многу семејства со ретки болести и да им помогнеме. Ретките болести представуваат диагностички, тераписки, но и економски предизвик за сите држави, вели професор доктор Злате Стојановски, председател на Националната комисија на ретки болести. Програмата за ретки болести во Република Македонија започна во 2009 година, скромно, тогаш со 2 пациенти, но во овие 15 години, ние славиме јубилеј 15 години од програмата за ретки болести, направен извонреден напредок во диагностицирање на голем број дечиња пред се, бидејќи најголем број, преку 80% од ретките болести се диагностицираат во детска возраст, а понатаму и на дел од возрастните. Во овој момент, во регистарот за ретки болести, вклучени се 822 пациенти, кај кои што е ретка болест регистрирана. Во моментов од вкупно регистрираните терапија добиваат 260 пациенти со ретка болест. Минатата година откриени се нови 16 пациенти и регистрирани се уште 6 нови лекови во државава, вели професор доктор Стојановски. За тие болести кои што се веќе диагностицирани и кои што се веќе на програмата, нема чекање и нема одложување. Во извесен период во минатото имаше одредени прекини во континуитетот кој што јас ветувам дека во овој момент нема да се случува таков прекин на континуитет, бидејќи комисијата не случајно во себе содржи експерти, континуитет ќе има во диагностицирање и испорака на лековите. Професор доктор Велибор Тасич смета дека државата мора да има систем за брза набавка на лекови таму каде што состојбата на пациентот е ургентна. Се усложнува, се и отежнува овај клиничка ситуација на пациентот. Имате пациент кој што рано го диагностицирате и чекате време да го добиете. Живот не трпи тендери. Имаме дете кој што прима најсовремена терапија, но ја чекаше скоро година дена. Се влоши неговата ситуација и многу наши пациенти емигрираат. Значи не може да добијат овде терапијата. Дводневниот симпозиум во Охрид имаше за цел запознавање на ретките болести, диагностичките предизвици, новините во диагностиката како иновативните третмани. Досега на светско ниво се регистрирани над 7000 ретки болести. Стручните лица сметаат дека како што напредува науката, листата ќе расте. За најголем дел од ретките болести се уште нема лек, но и фармацијата оди напред, а медицината има голема помош од истражувањата на ретките болести. Државниот завод за статистика ги објави бројките на туристи во земјава во месец август годинава. И понатаму најбројни се гостите од Турција со остварени над 65.000 ноќевања. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во август 2024 година изнесува 232.576, од кои 48,6% се домашни туристи, а 51,4% се странски туристи. Бројот на остварени ноќевања во август изнесува 911.478, од кои 74,3% се од домашните туристи, а 25,7% од странските туристи. Во периодот јануари-август 2024 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 8,3% и тоа, кај домашните туристи има намалување за 0,9%, а кај странските има зголемување за 14,4%.
Во периодот јануари-август 2024 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевања е зголемен за 5,3%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 2,6%, а кај странските има зголемување за 9,3%. И понатаму најбројни се гостите од Турција, над 50.000 гости со остварени околу 65.000 ноќевања. Потоа следуваат србите со нешто помалку од 10.000 гости, па Романија, Холандија, Германија и Полска со над 4.000 туристи, соопшти Државниот завод за статистика. Се збратимија интернационалните полициски асоциации на Охрид и Дубровник. Ова збратимување доаѓа по збратимувањата на ИПА Охрид со ИПА Белград, Нови Сад Србија, Егнатија од Албанија и Јук од Црнагора, како чин за поблиско и поинтензивно меѓусебно разбирање, соработка и помош меѓу ИПА регионите на сите нивоа со цел ширење на идеите и билатералната меѓународна професионална ИПА полициска соработка. ИПА збратимување помеѓу Охрид и Дубровник. Викендов во Дубровник, Хрватска, беше подпишана повелба за збратимување и соработка со цел ширење на принципите и идеите на Интернационалната полициска асоциација. Повелбата на пригодна свеченост ја подпишаа председателот на ИПА регион Охрид магистар Стефан Димовски и председателот на ИПА регион Дубровник Перо Матиќ. ИПА збратимувањето помеѓу Охрид и Дубровник доаѓа по подпишувањето на меморандум за збратимување помеѓу органот за внатрешни работи Охрид со истоимената институција во Дубровник, што во далечната 1979 година во Дубровник бил подпишан од Благоја Речковски, тогашен секретар на органот за внатрешни работи во Охрид. Повелбата за збратимување е уште еден показател на големото пријателство и разбирање помеѓу асоциациите на Охрид и Дубровник и силна основа за продлабочување на соработката помеѓу полициските службеници од овие два града. Подпишувањето на повелбата беше во рамките на свеченоста по повод прославата на 20 годишнина од основањето на ИПА Дубровник, на која присуствуваа 100 гости ИПА членови од САД, Канада, Франција, Шпанија, Холандија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црнагора и Албанија. Тоа беше одлична прилика за билатерални средби на председателот на ИПА Охрид и членот на управниот одбор Александар Трајковски со председателите и членовите на странските ИПА делегации за размена на искуства и идеи за меѓусебно разбирање и професионална ИПА полициска соработка, како и можност за нова промоција на Охрид како атрактивна туристичка дестинација и безбеден туристички центар во Македонија и светот. ИПА активностите на меѓународен и домашен план во заедницата значат поголема достапност и отвореност на полициските службеници до сите граѓани, ги надградуваат професионалните знања и способности на полициските службеници членови на ИПА и го јакнат личното пријателство, вели председателот на ИПА регион Охрид Стефан Димовски. Нови повисоки цени на горивата од ноќеска на полноќ. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за 2,5 денари за литар, а на дизел горивата за 2 денари за литар. Така, новата цена на бензинот БС-95 ќе изнесува 78 денари за литар, а на бензинот БС-98 80 денари за литар. Дизелот ќе се продава по цена од 70,5 денари за литар. Новата цена на екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 70,5 денари за литар. Цената на мазутот се зголемува за 0,5 денари и истата ќе изнесува 44,5 денари за килограм, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Од полицискиот билтен издвојуваме. Вчера, 13 октомври, во 17 часот и 30 минути на шумски пат во атарот на Струшкото село при Совјани, полициски службеници од ОВР Струга пронашле товарно возило Мерцедес без регистарски таблици, натоварено со околу 8 метри просторно, нежигирано огревно дрво. Возилото и дрвото се одземени и предадени на шумската полиција од Струга за понатамошна постапка. По целосно расчистување на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
2000 војници во 8 воздушни бази на НАТО во следните 2 недели ќе вежбаат нуклеарно одвраќање. Во вежбата Steadfast Moon ќе учествуваат 60 авиони во летови над Западна Европа. Овогодинешната вежба ќе се одржи во воздушните бази во Белгија и Холандија и во воздушниот простор над Британија, Данска и Северното море. Вежбите вклучуваат борбени авиони способни да носат американски нуклеарни бомби стационирани во Европа и бомбардери со долг дострел, како и авиони за надзор и полнење гориво. Ниту една од вежбите нема да вклучува вистинско оружје, соопшти НАТО. Според НАТО, вежбата не е одговор на руската инвазија на Украина, но сепак НАТО сака да испрати јасен сигнал до Москва дека алијансата е подготвена да се брани со нуклеарно оружје доколку е потребно. Кина повторно започна големи воени вежби во близина на Тајван, испраќајќи ги своите авиони и воени бродови во операции симулирајќи обкружување на островот. Во соопштението на кинеската војска било наведено дека станува збор за сериозно предупредување до сепаратистичките сили на Островската република. Министерството за одбрана на Кина изјави дека вежбите ги гледа како неопходен одговор на она што Пекинг го гледа како провокативни акции од страна на тајванските и странските сили кои ја поддржуваат независноста на островот. Тајванското министерство за одбрана пак ги осуди ирационалните и провокативни акции на Кина и најави распоредување на сопствени вооружени сили за преземање конкретни мерки за поддршка на слободата и демократијата. Израел бомбардирал училиште на Обединетите нации во Газа, каде што било планирано да се изврши вакцинацијата против детска парализа. Убиени се 22 лица, а ранети 80. Во соопштението се вели дека раселените палестинци биле мета на нападот во дворот на болницата Ал-Акса и училиштето на Обединетите нации во Нусеират, каде требало да се спроведе вториот круг за вакцинирање против детска парализа за повеќе од 500.000 деца во Газа. Директорката за комуникации на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци на Блискиот Исток соопштила дека поради нападот откажана е вакцинацијата која била планирана за денес. Со прва доза и покрај серијата предизвици, здравствените работници успеа да вакцинираат околу 560.000 деца. Контроверзниот нов план на Полска за одбивање на мигрантите кои доаѓаат преку границата со Белорусија ризикува да ги прекрши обврските на оваа земја во врска со човековите права, предупреди Европската унија. Според полскиот предлог, кој во саботата го изнесе премиерот Доналд Туск, Варшава ќе воведе нова стратегија за миграција која вклучува привремена територијална суспензија на правото на азил. Белорускиот председател Александар Лукашенко, еден од најблиските сојузници на рускиот председател Владимир Путин, активно ги охрабрува потенцијалните баратели на азил да дојдат во земјата каде што неговите безбедносни сили ги носат до полската граница и одбиваат да им дозволат да се вратат назад. Европската комисија исто така се спротивстави и на Будимпешта кога даде слични предлози до Варшава, што го наведе унгарскиот премиер Виктор Орбан да се закани дека ќе ги транспортира бегалците со автобуси до Брисел. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!